коалиции се прават врз основа на интереси, не е ниту неприродна, ниту нечесна, ниту нечовечка коалицијата помеѓу Љупчо Георгиевски и Бранко Црвенковски. По Македонија се прават коалиции помеѓу луѓе кои пукале врз државата со оние кои биле предмет на пукање. Па тие коалиции функционираат и на едната и на другата страна. Овде има друг проблем. Проблем е што Љупчо Георгиевски нема партија, тој е трговец поединец. Црвенковски има моќна и силна партија, која не ја прашал што да прави со Љупчо Георгиевски. Тој сам донел одлука да коалицира со него, иако нема да коалицира со што. Црвенковски ќе го добие тоа што го очекува од Љупчо Георгиевски, тоа е по моја проценка до отприлика 10.000 гласа, кој Љупчо Георгиевски на своје име, на свој пари, на свој извршени услуги во минатото и гнев кај одредени луѓе од ВМРО ДПМН против Груевски, што е логично и нормално, никој никаде не е сакан 100%, не Елвис Присли и Здравко Чолиć, камоли Груевски. Тоа е 10.000 гласа. Тоа што ќе го загуби СДСМ на другата страна е многу поголемо. Тоа се периферни гласачи од околу 30.000, кои повремено гласаа за СДСМ, бидејќи не им се допаѓа власта, и исто така гласачи кои во ниеден случај, ама по ниедна цена, не би гласале за нешто за што стои Љупчо Георгиевски. Тоа е загуба од помеѓу 30 и 50.000 гласови на контото на Црвенковски. Во СДСМ има паметни луѓе, тие ова го знаат. Што сега јас го кажувам, тоа се и нивни проценки, но Црвенковски нема веќе ништо на масата. Познатите митови за него во неговата партија, седи ќути, има он некој кецу рукав ќе извади која ќе требати, не знае он, веќе не важно. Митови нема, Црвенковски не е мит, Црвенковски е соголем во своите политички идеи, нема ништо друго освен да го врати во игра Љупчо Георгиевски.